Добро, почитувани представници на медиумите, благодариме на присуството на денешната пресконференција на која што ќе информираме за сите оние информации, податоци кои што ги имаме собрано како надлежно централно тело со пресечен момент 15 часот на 7 јануари. Како што сите сме свесни, веќе е втор ден од неповолниот метеоролошки циклус кој што беше најавен од страна на Управата за хидрометеоролошки работи, а температурите и останатите климатски влијанија се одвиваат како што беа најавени од Управата за хидрометеоролошки работи. Од страна на сите служби кои што се на терен, на стручните лица, на надлежните институции кои што действуваат и на терен и во институциите, оценето е дека претходната вечер има поминато со помали предизвици, помали проблеми во однос на вечерта претходно, што сепак не треба да не опушти сите нас и треба да останеме максимално посветени. Надлежните институции и стручните служби ја оценуваат состојбата како генерално стабилна, со постоење на сериозни предизвици кои што треба да бидат наблюдувани од страна на надлежните органи и со потенцијал за развој на негативно сценарио кое што се уште е како актуелно. Стручните служби велат дека се уште се на сила, се уште имаат влијание оние ризични фактори кои што беа најавувани во текот на претходните денови, со тоа што тежиштето денеска и во следните неколку денови од ризик факторот снег, кој што беше доминантен во претходните 2 дена, сега преминува на ризик факторот ниски температури, односно студено време, што од своја страна пак предизвикува потенцијал за определени ризици, пред се во поглед на здравјето на населението, потоа во снабдувањето со електрична енергија и водоснабдувањето и се разбира актуелниот и континуиран предизвик во врска со движењето на лицата и со сообраќајот. Во поглед на ризикот кој што може да настане по здравјето на населението, од битно значење е сите граѓани, целокупното население, да ги почитува препораките кои што се актуелни се уште, кои што беа соопштувани во текот на претходните неколку денови, а за што подетално ќе се осврне доктор Марија Атанасова во вториот дел од пресконференцијата. Во поглед на потенцијалот за ризик со снабдувањето со електрична енергија од страна на компанијата Евана сме информирани дека предизвиците кои што се јавуваат во овој период се типични предизвици кои што се јавуваат во овој период од годината и предизвици кои што се јавуваат во зависност од временските фактори и влијанието на ризичните климатски фактори кои што се актуелни во целиот овој период. Во минатата вечер имале поголем број на интервенции во западниот дел на државата, а во моментот работат на санирање на определени предизвици во источниот дел на државата, кои што се лоцирани во рамките на определени планински села во Источна Македонија, каде што има отежнат пристап за екипите на Евана Македонија, но од нивна страна сме информирани дека екипите действуваат се на терен, доколку не се во можност да пристапат кон теренот со возила, теренот кој што треба да го санираат, објектите кои што треба да бидат санирани, во дел од интервенциите нивните екипи одат пешки, се со цел да излезат во пресрет на населението и да ги санираат оние предизвици кои што се дел од нивната материјална надлежност. Информирани сме од страна на компанијата Евана дека потрошувачката на електрична енергија е зголемена за 10%, се сеќаваме вчера бевме информирани дека беше 5%, значи имаме пораст на потрошувачката на електрична енергија, што од нивна страна сме информирани дека може да влијае на предизвикување на определени предизвици и замолија да апелираме за рационално користење на електричната енергија во зависност од потребите на домакинствата, се разбира. На еден рационален начин кој што ќе ги задоволи потребите на домакинствата, на населението, но од друга страна нема да предизвика сериозни оптоварувања на мрежата која што стопанисува Евана. Во поглед на предизвиците кои што се јавуваат во врска со сообраќајот, остануваат на сила препораките и законските обврски за движење во сообраќајот со почитување на сите законски прописи, со задолжително носење, поседување на зимската опрема и тоа во поглед на опрема која што значи опрема за
сообраќај на самите возила, но и опрема која што би била од корис, од значење, од интерес во ситуација на определен застој, кој што би можел да биде предизвикан во рамките на определено патување. Препораките од надлежните лица се оние граѓани кои што треба да реализираат своји патувања, тоа да го прават во периодот од денот кога имаме повисоки температури кои што во принцип и онака се ниски, значи некаде во пладневните часови во периодот од 10 часот до 16 часот, а да се избегнува по можност движење сообраќај во раните утрински часови, во доцните вечерни часови кога температурите се навистина многу ниски и кои што може да создадат голомразица на патот, отежнато движење, ризик во сообраќајот, а се разбира не треба да се потценат ни ризик факторот ветер кој што во даден временски период може да предизвика определени интензивни наноси на снег на определени делници од патиштата или пак на определени точки кои што ќе значат проблем во движењето на возилата кои што транзитираат, кои што сообраќаат. На крајот би сакале да истакнеме дека сите екипи кои што беа задолжени од управувачкиот комитет од страна на главниот штаб се на терен, постапуваат по препораките, по насоките, по заклучоците. Редовно на дневна основа, неколку пати во денот добиваме информации од страна на регионалните кризни штабови. Како што реков, ситуацијата е оценета како генерално стабилна и сите институции и на централно ниво и на локално ниво остануваат посветени кон следење на состојбите, реакција во моментите каде што тоа е потребно, преземање на мерки за превенција на определени ризици во границите на можното и се разбира активности за надминување на предизвиците кога тие се актуелни, кога се појавуваат. Би сакале уште еднаш да испратиме благодарност до сите лица кои што на било каков начин имаат придонес во надминувањето на предизвиците. Пред се тоа се лицата кои што се на терен, машинистите, општите работници, полицајците, исто така социјалните работници кои што се грижат за социјално ранливите категории, докторите кои што се во болниците, припадниците на итната медицинска служба, електротехничарите, електроенергетичарите кои што постојано се на работа и кои што не само што одат кон санирање на определени дефекти, туку што се грижат и за операбилност на системот за електрична енергија и се разбира кон вас медиумите кои што имате големо значење и улога во пренесување на сите овие информации кои што се од значење на граѓаните и кои што очекуваме и понатаму да бидат од корис, се со цел за подобро владење со целокупната ситуација. Се разбира благодарност и до граѓаните за почитување на препораките кои што се даваат, за воздржување од определени активности доколку имаат можност за тоа и се разбира за граѓанскиот активизам, граѓанската свесност која што се покажува, а која што помага на институциите во надминување на сите овие предизвици. Јас сега би дал збор на господја Надица Вачкова, портпарол на Центарот за управување со кризи, а потоа збор ќе земи и господјата Марија Танасова. Според информациите кои што ги имаме од регионалните центри за управување со кризи, изминатото деноноќе помина релативно мирно, без некои поголеми проблеми. Магистралните и во најголем дел од регионалните патни правци се проодни, нормално во зимски услови и отежнато. Оние места кои што се на повисока надморска височина се непроодни. Во некои општини имаме такви места, тоа се во општините Ранковци, Штип, Струга, Куманово, Чучер, Сандово и во некои други општини кои што се наоѓаат на повисока надморска височина и вообичаено во текот на зимскиот период се отсечени. Освен авионскиот и железничкиот сообраќај се одвива редовно, освен од синоќа од 21 часот, поради наноси од снег, железничкиот сообраќај на пругата Велес Кочани не се одвива. Меѓуградските линии, како што сме известени, се одвиваат редовно со задоцнување од половина час до час. Забрани за сообраќај за тешки товарни возила засега има на планинскиот превој Маврово. Меѓутоа граѓаните треба да бидат свесни дека овие забрани можат во текот на денот повторно на планинските превои да се стават во сила и така што од час во час се менува таа состојба.
На телефонскиот број за итни повици 195, кој што граѓаните можат да го користат на Центарот за управување со кризи за да пријават одредени случаи, доколку се најдат на некои завеани места, да пријават на бесплатниот телефонски број 195. Во последното деноноќие имавме отприлика 60 на повици, кои во најголем дел беа од информативен карактер, односно граѓаните се информираа за тоа дали состојбата, дали патните правци во одредени предели се проодни. Да известам дека синоќа оние лица, 8 лица кои што беа завеани во село Бешиште, Прилепско, се извлечени во доцните ноќни часови со помош на моторно возило ангажирано од општина Прилеп и сите се во добра здравствена состојба. Добар ден на сите. Од службата за итна медицинска помош на градот Скопје можам да известам дека имаме мал пораст на зголемен број на повици и на интервенции во последното деноноќие. Меѓутоа немавме ништо што е значително да се нагласи за овој период од годината. Вообичаено, нели во зимскиот период имаме зголемен број на такви интервенции. Во периодот од 8 часот од 6 до 8 часот од 7 се извршени 148 интервенции, меѓутоа без поголеми отстапувања. Во денешниот ден, во периодот од 8 до 15, се извршени 40 интервенции, со тоа што сакам да нагласам дека бидејќи денеска е неработен ден, движењата на граѓаните се намалени, а и препораките најверојатно ги следат, така да немавме ни една сообраќајка во подрачје на град Скопје, нити пак фрактури како последица на патот движење. Би сакала да препорачам, бидејќи утре е работен ден, граѓаните да ги почитуваат препораките што ги пренесуваат и медиумите, да се движат внимателно во утринскиот период од денот кога одат на работа, или бидејќи очекуваме уште понисок пат на температурите, не знаеме какви ќе бидат временските промени, дали ќе врне снег. Доколку имаат потреба да извршуваат некакви обврски за оние што се во домашни услови, да излегуваат во средниот дел од денот кога температурата е, да речам, највисока и да ги препорачуваат препораките од својот матичен лекар.